Добар ден, почитувани гледачи. Дали доволно спиеме? Ова прашање најчесто си го поставуваат оние кои што имаат проблеми со спиењето или нарушување на сонот. Експертите велат дека на глобално ниво се зголемува бројот на луѓе кои што страдаат од несоница, односно проблеми со спиењето. Динамичниот начин на живот, работата, стресот и ред други фактори и причини едноставно како да ни го нагризуваат сонот. Иако не можеме да кажеме дека е болест или проблем, кој што навистина многу би го засегнал нашето здравје, во секој случај е синдром на кој мораме да му посветиме внимание. Не смееме да го занемаруваме, посебно доколку несоницата не мачи подолг период и често се јавува како проблем кај нас. За несоницата, за причините и факторите што ја предизвикуваат, за третманот и превенцијата се разбира на нарушувањето на сонот или спиењето, денеска во визита зборуваме со Филип Ачковски, магистер по фармација, топ едукатор, регионален директор на Фармес. Добар ден, Филип, и добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Благодарам за поканата и за убавата најава. Се надевам дека ќе имаме убава отворена дискусија, фина емисија каде што ќе опфатиме доста елементи и ќе им помогнеме на гледачите со практични совети како да се изборат со овој сериозен проблем на денешното време несоница. Така, секако дека ќе биде така и на почеток само би сакала да споменам дека целта и на нашата емисија е да ја подигнеме здравствената свест и здравствената култура комплетно кај секого од нас, дека многу повеќе треба да внимаваме на сопственото здравје, а и твојата цел како топ едукатор е всушност во таа насока. Така е. Мојата работа е долгогодишна во фармацијата, во овој процес, значи, континуирано се работи со здравствените работници, меѓутоа и директно со пошироката здравствена јавност, и една од главните цели која што секој од нас треба да ја има е на некој начин да се обезбеди повисока здравствена свест. Здравствената свест не е само внимавање на исхраната, на здрави животни навики, на вежбање и така натака, туку и едноставно да се биде во текст со модерните трендови, да се добро да се запознаат проблемите, здравствените проблеми, да знаеме кога можеме сами да си помогнеме, а во која ситуација или во кој момент проблемот е доволно сериозен да ние се упатиме на лекар. На тој начин ќе го заштедиме и сопственото време и ќе го заштедиме и здравствениот систем, а и едноставно по-квалитетно ќе функционираме. Така, да можеме да процениме кога не треба да одиме, да не си го трошиме без потреба времето, ама од друга страна и да не задоцниме за некој Точно така. сериозен проблем. Тоа бара едноставно да ги користиме овие модерни елементи кои што ги имаме, вакви здравствени емисии, интернет едукации и така натака, каде што ние едноставно ќе се едуцираме, ќе се информираме за основниве и најчести животни проблеми, меѓу кои што и несоницата, во кој момент ситуацијата треба да се можеме да преземеме сами нешто за да ја подобриме состојбата со нашето однесување, а во кој момент веќе излегува тоа од контрола или преминува во хронична фаза, па треба да се обратиме на стручно лице, на лекар. Така. Податоците покажуваат дека на глобално ниво веќе се повеќе расте бројот на луѓе кои што се измачуваат и ги мачи несоницата, односно имаат проблеми со спиењето. Што е всушност несоница и кои категории на луѓе се најпогодени од сето ова? Така, на денешниот живот е доста променет во однос на тоа што беше пред 20-30 години, да не зборуваме за претходно. Динамиката е десеткратно зголемена, како на информации, така и на комуникации и на барања од околината кои што ги има секој од нас. И во таа смисла несоницата се актуализира уште повеќе дури и кај здравите, да речам, индивидуи, не оние кои што веќе имаат некоја здравствен проблем. Заради тоа, кога дискутираме за несоница, ние подразбираме една повторлива, значи повторувачка потешкотија да заспиеме, или пак ние можеме да заспиеме, успеаме да заспиеме, меѓутоа имаме проблем со одржувањето на квалитетниот сон. Ке заспиеме регуларно, например во 23 часот, ке се разбудиме во 3 часот во текот на ноќта и потоа се вртиме, што се вели народски, во кревет, се мачиме 2 часа и така натака. Потоа и да ако заспиеме повторно, дополнителна штета ќе направиме, затоа што нема тука одмор, стануваме уште поуморни од кога сме легнале. Така да, кога дискутираме за несоница која што е проблем, тоа е нешто што се повторува во некој подолг период и се однесува на фазата на заспивање, на фазата на спиење или воопшто на квалитетот или на должината на сонот. Значи секој спиење помалку од 6 часа
кај возрастен човек можеме да го констатираме како несоница ако се случува во еден подолг временски период. Сега практично да нема популација, освен пораната детска возраст, кога ние велиме спиеме како бебиња. И треба најмногу да спијат. Треба најмногу да спијат. Значи, понатака, секоја популација си има свој проблем, кој што тогаш изгледа голем, па предизвикува проблеми со спиењето. Во адолесценцијата, во пубертетот, тоа се проблеми со училиштето или со социјалниот живот, кој што не изгледа љубов, драматично. првата симпатија, така па грижите, па... Така. И не доведуваат до несоница. Понатаму во текот на животот обврските едноставно се и очекувањата на семејството и на општеството се големи према работниот човек. Да речам, нервозите и стресот се редовни, па затоа се мачиме со спиење, а во подоцнежната возраст едноставно веќе доаѓа до пореметување на хормонските продукции, пред се на хормонот на спиење мелатонин, кој што е одговорен за спиењето и помага ние да влеземе во мирен сон. Така да овој проблем е глобален, и едноставно заради тоа е важно да препознаеме во кој момент е ситуацијата сериозна и какви чекори да преземеме. Некои статистики велат дека женската популација е нешто погодена од овој проблем, особено во возраст над 50 години, меѓутоа, како што рековме, во модерно време доста е изложена работна популација од 30 до 50 години, која што треба да биде стожер на општеството и на продукција, така да во една таква ситуација добар дел од луѓето не успеваат да се изборат со сите тие очекувања, па тоа се рефлектира меѓу останатото и преку тешко заспивање, и да биде уште посериозно, се смета дека практично 1/3 од целава популација барем еднаш во текот на годината се бори со несоница, што се, верувам, ќе се сложите фрапантни некои бројки. Така, или како велат, речи си да нема човек кој што не се соочил со проблемот на непроспиени ноќи, помалку или повеќе, ама кога се малку, кога се минливи, краткотрајни, заради некакви обврски кои што ги имаме, настан кој што треба да ни следува во предстојниот период, некои други ангажмани, може би е и логично дека ќе се случи така да не можеме навреме да заспиеме, или пак тие грижи како го поминуваме денот ни се рефлектира во текот на ноќта, го преживуваме сето тоа од текот на денот. Но кога веќе ќе бидат долготрајни, кога често ќе се случуваат и кога ќе преминат во хронични, тогаш се загрижувачки. Така. Па, како што велите, во некои случаи секој од нас има некои проекти или очекувања кои што ствараат дополнителен притисок и нормално тоа се рефлектира на нашиот сон, што се вели мозокот работи и кога спие. Од друга страна, има други ситуации, не дај Боже, смртен случај и така натака, нешто што е очекувано дека драматично ќе го поремети нашиот сон, и тука, освен тоа што корисно е да се земат одредени средства за смирување за да ја полесно надминеме таа состојба, не би рекле дека е тоа сериозен проблем од здравствена природа. Природно и нормално е дека младите родители со мали деца ќе имаат проблеми со спиењето и непроспиени ноќи, кои што можеби ќе траат во подолг период, меѓутоа не би го доведувале тоа во однос на некои здравствени состојби. Често, значи, несоницата и реален проблем кој што се појавува е кога тоа се одвива во подолг период и кога е многу често поврзано со одредени психијатриски или психолошки состојби и заболувања. Практично скоро сите психијатриски состојби доведуваат до еден од нивните симптоми. Рековме, несоницата не е болест од класичен тип, него е симптом на различни болести или едноставно реперкусија на тоа како е чувството во нашиот организам. Значи, практично 80% од овие состојби како еден симптом ја имаат несоницата, и секако во таа ситуација лекарите соодветно тоа го третираат во рамките на целокупната терапија за
психијатриските Кое што е потребно. психијатриските состојби. Така. Како да препознаеме дали имаме и дека имаме проблем со спиењето, нарушување на сонот или со несоницата? Тоа е многу важно, нели? Прво велиме да не ја занемаруваме доколку се појави како проблем. И второ, да можеме да препознаеме за да побараме соодветна помош, така? Значи, под предпоставка дека ние сме создале квалитетни, идеални, она што велиме услови за спиење, тоа подразбира, значи, да спиеме во темна просторија, да заспиваме во период од денот кој што е предвиден за таа намена. Значи, обично дискутираме за заспивање после 10, по 22, мислам 23 часот на вечер и најидеално е да се спие во тој период од 22-23 до кај 6-7 часот наутро, бидејќи во тој момент е организмот најподготвен за спиење. Хормонот на сон, мелатонин, се излачува обично после 19 часот и е поврзан со нашата изложеност на светлина. Така да во темно тој се излачува и создава предуслови за ние да може да паднеме во квалитетен сон. Сега и покрај сите овие предуслови кои што ние сме ги преземале, да имаме мир, тишина и темници, соодветно затоплена, не претопла просторија, бидејќи тоа е навидум ситна работа, неважно, меѓутоа претоплувањето ќе ни доведе до тоа да не можеме да заспиеме, да си спотиме уште полошо во текот на ноќта, откако сме заспале. Значи, ако се е преземено како што треба, има некои работи кои што мора да се пратат. Доколку нам ни требаат повеќе од 30 минути да заспиеме, и тоа се повторува во континуитет повеќе денови, значи ние повеќе од 3 дена ако се случува тоа, ние веќе имаме одреден асоциација за проблем со спиењето. Втора работа е ние може да заспиеме и да се будиме, како што спомена, во текот на ноќта еднаш или повеќе пати и на тој начин сонот е неквалитетен, сонот е краток, едноставно секое спиење помалку од 6 часа, кое што се случува повеќе кратно во текот на неделата или на месецот, асоцира на тоа дека ние имаме некој проблем зошто тоа се Така, не во ситуација кога мораме рано да станеме, така, зборуваме за нормална ситуација, зборуваме дека ние сме навиле саат, па мора значи, апсолутно не е никаков проблем ако ние свесно или мораме во некој период од животот да спиеме пократко. Меѓутоа, ако ќе заврши тој проблем, ако ние продолжиме да си спиеме нормално, ние немаме проблем со несоница. Ситуацијата е кога ова едноставно се повторува и како резултат на тоа индиректните, да речам, симптоми кои што се случуваат и кои што повторно се поврзуваат со несоница се следниот ден имаме поспаност, раздразливост, нервоза, главоболки кои што немаат друга природа, значи не се поврзани со психосоматски проблем, него едноставно уморно е телото и се рефлектира со главоболка. И она што се вели една анксиозност и нетрпеливост која што ни ги нарушува комуникациите со блиските, со оние околу нас во работната просторија и едноставно не доведува во тоа да не бидеме доволно квалитетни во вршењето на своите функции или задачи или она што се очекува од нас. Тоа се тие симптоми кои што асоцираат на тоа дека човекот има проблем за кој што велиме дека е несоница и за кој што треба да бараме соодветно решение. Така, не мора веднаш. Да, момент кога треба да помислиме дека треба да се консултираме со некого. Прво почнуваме секогаш на природен начин, нешто да ако може да средиме така, а ако веќе станува збор за нешто посериозно, тогаш веќе нели тука си е и соодветната терапија. Динамичниот живот, работата, стресот, трката по пари, по финансии, она што рековте кај работоспособната група нели на луѓе, на граѓани кај што се појавува овој проблем. Други фактори и причини кои што би можеле да доведат во одреден период од животот да се појави проблемот со неспиењето или со не треба да се занемари да се занемарат патувањата, промените, поготово на временски зони, како еден прилично сериозен фактор кој што не го пореметува нашиот биоритам. Бидејќи нашето тело или работата во ноќни смени, која што е можеби доста почеста за популацијата која што живее и работи овде. Значи, нашето тело има одреден ритам на функционирање кој што вели дека во одредени делови од денот ние сме оптимални за да вршиме одредени работи. Ноќта е предвидена за спиење.
што се вели, ако ние работиме во ноќни смени повремено или уште полошо во некој континуитет, тоа може драматично да го наруши нашиот не само социјален живот, туку и едноставно нашето здравје и физичко и психичко, бидејќи ние не знам, сме се вратиле од работа во 7 часот. Ќе мора да го надокнадиме тоа. Тешко е дека ќе успееме да го надокнадиме тие 8 сати од 8 до 4, не е реално. Кога ние спиеме, другите не спијат. Дури и да пробаме да се изолираме, тешко тоа ќе оди. На страна што, пак велам, за правилен сон ни треба темнина, ни треба мир и треба одреденото време. Така да тоа овие значајни промени можат доста да го нарушат нашето спиење и да доведат до посериозни проблеми во однос на патувањата. Тргнувам од нешто што е многу банално, да речем за нашава работа, која што бара доста патувања вообичаено. Едноставната промена на кревет, хотел, перница. Значи, има луѓе кои што едноставно не можат да заспијат на. Точно така, има луѓе кои што захтеваат соодветни услови и сето тоа предизвикува промена. Од друга страна и самото патување, очекувањата, дали ќе се стигне на време, дали ќе успееме да ги завршиме стидерот, да не има некој проблем. Че сето тоа може да се рефлектира во стрес психички кој што ќе се понатака покаже како несоница и нормално при подолгиве летови, именување на зони кога ние доаѓаме во да речеме сме тргнале тука од ноќ, доаѓаме во ден. И едноставно, поготово преку океански, а и за пократки дестинации, се што е повеќе од 3-4 часа го нарушува спиењето. Еве сега се смени часовникот, па дел од луѓето веќе го почувствувавме како промена, И овој есенско-зимски период, нели, и пократок е денот, потмурно е, пооблачно, иако за среќа оваа година имаме многу сончеви денови и сме многу порасположени и подобро ние, ама пак проблемливото време од друга страна си влијае на нас и на здравјето, а веројатно и во нарушувањето на сонот. Така, секаде има и позитивна и негативна страна. Сите статистики, да речам медицински, велат дека во периодот есенско-зимски драстично, да не речам двојно, се влошуваат проблемите од тип на депресии, анксиозност и воопшто психијатриските заболувања. Не случајно во северните земји каде што количината на сонце која што ја примаат луѓево значајно поголем број има на самоубиства него во медитеранскиве држави и така натака. Каде што уживаме колку што можеме. Сега ние сме, да речам, тука негде измеѓу, па поготово во градовите имаме една ситуација, јас велам кој ќе се стемни од ноември, па 4 месеци се молиме да дојдат убавите времиња и сето тоа влијае на нашето расположение, влијае на продукцијата на мелатонин и ги зголемува проблемите на луѓето со заспивањето. Така да и надворешни фактори што не влијаат од нас можат да ни штетат. И тоа сепак сметам дека она што е важно е ние да се погрижиме за да го направиме тоа што ние можеме за да бидеме поодморни и полесно да заспиеме. Така да. Постои ли некоја како рамка кога велиме дека толку часа добар и квалитетен сон му е потребен на секого или повторно индивидуално различно од човек до човек, од возраст до возраст? Па, иако постојат... Или треба да запазиме барем нешто малку? Во ред, мислам дека иако постојат калкулации и пресметки колку и како треба и медицински докажани, да речеме, или испитувани за која категорија или за која возрастна група, колку е корисно да спие, обично се тргнува од новороденчиња кои што спијат 16 до 18 часа, па потоа низ детскиот период количината на часови се намалува некаде до кај 9 часа во адолесцентниот пубертетски
период, за да веќе кај возрастниве луѓе се сведеме на едно време од 6 до 8 часа, а велиме по возрастните луѓе, мене и 5 часа ми се доволно и така си спијам во континуитет. Меѓутоа тоа е поврзано со повеќе фактори, поврзано и со нивото на активности кои што ние ги имаме. Ако едноставно сме во седечка ситуација, не трошиме доволно енергија, па и природно е да немаме потреба од толку голем одмор. Затоа понекогаш велат децава кои што имаат огромни нивоа на енергија, седат дома во зимскиот период, па тешко или касно, нереално касно заспиваат, што не е соодветно за нивната возраст. Затоа корисно е, за да имаме правилен сон, меѓу останатото, да си имаме и соодветен режим на вежбање, кое што не мора да биде класично вежбање. Нека бидат макар некои прошетки од половина час 3 пати неделно, доволно е да се воспостави соодветно ниво на трошење на енергија од една страна, од друга страна стресот го убиваме и преку тие активности. Така да, како што и споменавте, нели, ние самите треба да знаеме и самите си креираме како денот ќе ни помине или колку ќе можеме да исконтролираме некоја ситуација или колку ќе си предизвикаме некој дополнителен проблем. Да ги слушнеме гледачите и нивните прашања, па продолжуваме понатаму, бидејќи ќе имаме и доста корисни, едноставни работи и ситници, можеме така да кажеме, а многу може да ни помогне за да си имаме добар квалитетен сон и добро едно секојдневие. Добар ден, повелете. Го слушаме првиот гледач и првото јавување. Добар ден. Ало. Да, ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Ајде едно моје кажување и размислување. Проблемот за нездравјето наше, се помалку здравје, е во нечовечноста. Очигледната не е љубов меѓу луѓето, од љубов само кон материјалното. Возраѓено сме од лаги за кој како побогат да биде. Осиромашени во најважното душата. Без неј и колку богати да сме, сиромашни сме. Прашањето пред сите нас стои како да го вратиме човекот, вистинскиот човек во човекот. Благодарам. Така, ви благодариме и ние вам за јавувањето. Ова е еден наш редовен гледач кој секогаш на ваков начин го искажува својот став и своето мислење и секогаш има вистина во сето тоа. Така, сменети ни се многу работи во денешното време на живење и ние самите како луѓе, односите, релациите меѓу нас, па тоа ни предизвикува дополнителни проблеми. Така е, јас ќе се надоврзам на ова убаво излагање или коментар на гледачот. Една од најважните работи за да постигнеме ние мирен сон е да имаме еден баланс постигнат, што во одредени периоди од животот и не е така лесно и не секој успева да го најде балансот. И една од првите работи која што се рефлектира проблем со спиењето. Под баланс тука подразбираме на тоа да најдеме еден собствен мир, а собствениот мир се наоѓа на тој начин што имаме поглед према работите кои што не оптеретува. Или ги завршуваме обврските, па немаме незатворени прашања од една страна, или од друга страна имаме правилен поглед према стварите кои што вели знам која е мојата задача, знам што можам да направам, тоа што можам го правам, тоа што е вон мој раце не ме оптеретува. И сега не е така лесно да се каже, тешко е да се направи. Меѓутоа има едноставни некои елементи кои што ние можеме да ги преземеме, а често не ги преземеме под изговор дека е тешко, дека ние немаме време или дека не зависи од нас. Значи во моментот кога влегуваме во стапица дека нешто не зависи од нас, немоćни сме и тогаш се јавуваат проблемите. Едноставни примери има безброј. Нивото на комуникација во денешно време секојдневно е огромно. Мејлови, телефони, вибери, мрежи, месенџери, цело време сме бомбардирани во информации. Ако ние одговараме во секој момент на секоја информација, значи само реагираме на дразбата, ќе се изразам стручно, која што кон нас обично другите луѓе ја предизвикува, значи ние сме константно под стрес. Ние не ја контролираме ситуацијата, ние само реагираме. Затоа, она што стално го препорачуваме,
Звучи комплицирано, ама не е. Вие диктирајте го времето. Секогаш кога можете. Некогаш да. Не знам, шефот ви рекол, сега има состанок или емисијата во толку часот и мора да биде тогаш. Меѓутоа, не морам сите мејлови да ги прочитам во моментот кога се пратени. Ќе си одберам време во денот кога ќе го работам тоа. 1 час, 2 часа, 3 часа, колку што секој има соодветно темпо и обврски на работа. На тој начин ќе бидеме попродуктивни, ќе ја завршиме работата, а стресот ќе биде помал, бидејќи кога веднаш се обидуваме се да решиме и квалитетот на одговорот не е добар, а стресот е висок. Добар, точно. Од друга страна, треба да покажеме малце, да речам, само почит и да најдеме време за себе, за да може да се избориме со проблемиве за стресот кои што понатака се рефлектираат како нестојница. Да најдеме свој 30 минути или 1 час колку ќе успееме, зависно од врските во денот кои што се наши. И во тој период нема да дозволиме никој да не да речам вознемирува во тој начин, така, во тој процес. Од една страна ќе се ослободиме од стресот, од друга страна, значи, доколку сме во друштво, додека например еден семеен ручек може да помине без да бидат исклучени телефоните и да бидат тргнати. Ки почитуваме луѓето околу нас, поминуваме квалитетно време и едноставно мозокот го опуштаме во тоа некое време. Едноставни се тие некои работи. Да, едноставни работи кои што многу значат. Повеќе ги почитуваме другите, а помалку се вртиме кон себе си и се почитуваме себе си, така? И добар дел од не само нестојницата, и други психосоматски заболувања се резултат на некои наши патерни принципи на однесување кои што не знам, не сакаме да ги промениме или вака ни е полесно или едноставно така сме навикнати. Сме се навикнале така и така продолжуваме понатаму, да. Добар ден и за следниот гледач, повелете да ве слушнеме и вас. Ало? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Поздрав до гостинот и до вас. Најубавата родителка што ја видела. Ви благодарам. Едно прашање имам за гостинот, мислам докторот. Оперирана сум од миом, извадена ми е матката, мислам. И дали е тоа причина дека честопати немам сон ноќе? Аха. Подолг период ли ве мачи тој проблем со спиењето? Па, има 5 години, мислам, користам таблети. Ми помагат малку, ама не многу, мислам. Сакам да знам, дали е и тоа причина за несоница, мислам? Така, да. Ве разбравме. Одлично, ви благодариме за јавувањето, советот и препораката до гледачката. Па, гледачката се јавува со конкретен значи проблем, нешто што е врзано со конкретна дијагноза. Иако со отстранувањето на матката, ние дефинитивно го нарушуваме хормонскиот статус во смисла на одредени полови хормони, директно не влијаеме на концентрацијата на хормонот за сон мелатонин, бидејќи тој се произведува на друга локација, во епифизата. Сега гледачката, колку што разбирам, е под одредена терапија. Нормално, ова е долг период, мислам 5 години е огромен период за било кој човек, меѓутоа она што треба да се земе во предвид кога дискутираме ние за хемиска терапија, која што веројатно сигурно е ординирана, можеби ако добивавме повеќе податоци ќе одговоревме и по-конкретно, меѓутоа независно од тоа, значи ако се користат хемиски производи за несоница, обично нешто за смирување или бензодиазепини и така натака, или хипнотици, како што велиме популарно, треба да се знае дека тие има и покрај тоа што брзо действуваат од една страна и не воведуваат во сон, не помагаат да биде тој сон многу квалитетен. Обично не велат пациентите дека се будат баш многу одморени, они спијат тврдо и мирно. Меѓутоа, квалитетот не е ист како кога би заспале по природен пат. Од друга страна, тие имаат една состојба во која што после одреден период, значи има тука степен на толеранција и навикнување. Ако 2 милиграми фигуративно зборувам се доволни овие 2-3 месеци, после 6 месеци можеби ќе треба да користиме 5. И токму заради тоа, она што е важно, кога третираме нестоница во подлог временски период, која што не исчезнува,
треба да го најдеме вистинскиот причинител за тоа. И не е лошо да се обидат да го пронајдат причинителот, кој што генерално не мислам дека е поврзан со операцијата во случајов, иако секако дека хормоналниот баланс е нарушен во организмот, меѓутоа тоа е направено заради повисока цел, заради здравието на пациентот и сега огромен број на луѓе живеат со тој проблем нормално и лично познавам и немаат несоница. Така да, значи, треба да се најде вистинскиот причинител за несоницата и тогаш соодветна терапија да се ординира. Така, затоа што веќе поминало долго време, 5 тоа е сериозен години, период. во континуитет да се има ваквиот проблем. При крај сме на емисијата, вашите препораки како фармацевт, како ние на природен начин да го превенираме, да го третираме сето ова, како да се избориме со проблемот со несоницата доколку го имаме, односно кој е оној режим на спиење, односно хигиено-диететски режим, велиме, кој што ни е потребен генерално во едно нормално секојдневие кој што треба да го живееме, а и сонот тука си зазема битно место. Па така, емисијата не би била комплетна кога не би поентирале со некоја клучна помош за практична помош за нашите гледачи како да се справат со овие проблеми на несоница. Најпрвин, како што реков, треба да си обезбедиме соодветни услови за спиење. Тоа значи удобен кревет, удобна перница која што ни одговара, доколку имаме проблем со тоа, веднаш треба да го смениме. Сонот нема цена. Значи, штетата од непроспиените ноќи ќе се види не само по нашата нервоза, анксиозност, главоболки, напред, зашто веќе ги споменавме, туку подолготрajno ќе се види и врз нашата кожа, врз нашиот физички изглед, врз кардиоваскуларни проблеми, покачен крвен притисок и ризици од други телесни проблеми. Значи, несоницата е сериозна работа ако трае подолго време и треба да и се даде токму такво значење. Втора работа е, значи, да почитуваме одредено време на легнување, кое што треба да го воспоставиме. Ако легнуваме вообичаено, тоа не значи дека секој ден во годината мора да легнуваме во 11 или во 10 или во 11:30. Меѓутоа, ако легнуваме вообичаено во 11, да легнуваме вообичаено во 11. Исклучоци има и тоа не е важно, секој има потреби, меѓутоа да не биде тоа правило. Значи, се знае кога квалитетниот сон треба да се одвива, тоа е период од 22-23 до 06-07 наутро. Собата рековме да биде соодветно за темната и со соодветна температура не повеќе од 23 степени во никој случај. Сега, треба да внимаваме и на нашите навики, поготово во тип на исхрана пред спиење, поготово после 20 часот. Секое ноќно јадење по правило е штетно за милион други работи, за нашиот изглед и за крвната слика и така натака. Меѓутоа, тешкава храна ќе ни направи проблеми при заспивањето од една страна, од друга страна треба да се избегнуваат доцни внесувања на кофеински напитоци, кафе, чај, руски, индиски, како го тоа кажеме. Алкохолни пијалоци во голема количина се штетни, иако ќе заспиеме, ќе се разбудиме потоа, па нема да може да заспиеме, така да тоа се тие навики кои што треба да ги намалиме и секако количината на пушење навечер, никотинот повторно предизвикува да имаме проблем со заспивањето. Да ги тргнеме настрана и да ги отстраниме барем неколку часа пред заспивањето. Така, апсолутно. Барем неколку часа пред заспивањето да не си посметаме на својот сон. Големи количини течности исто не се препорачуваат од било кој тип, од едноставна причина ќе се разбудиме за да одиме до тоалет и ќе го нарушиме сонот. Можеби да се разбудиме 2-3 пати. Мислам банално, ама голем проблем на кој што не размислуваме понекогаш. Важно е да се има во предвид и тоа дека редовното вежбање и физичка активност едноставно ни го намалуваат нивото на стрес и не доведуваат во ситуација да може да заспиеме помирно. Меѓутоа и тука има некои ограничувања. Немојте да вежбате досна навечер. Не вежбајте, значи, во 10 часот и така натака. Барем 3 часа пред спиење не е убаво да се вежба, затоа што нивото на адреналин се зголемува. Па после тоа нема да можеме да спиеме.
не се дотакнавме до реален проблем на општество модерно, погото, значи од млада популација до постара, тоа се електронски уреди. Значи секоја светлина која што зрачи, поготово таблети, лаптопи, смартфони кои што ни се секојдневие на огромна количина од популацијата. На другата, ако не се тие телевизија е овде. Значи секое зрачење ги намалува нивоата на секреција на мелатонин, хормонов на спиење, и сето тоа предизвикува да потешко заспиваме. Заборавете ги барем пола час пред легнување. Легнувате во кревет и до вас се уште сме таму. Значи обидете си, дајте си време. Ако сакате, ако ви треба, имате некој систем на заспивање или некој начин за полесно да заспиете, заменете го телефонот со книга. Прочитете 5-6 10 страни, поразговарете со партнерот и тоа ќе ви успие. Понекогаш. Или не знам, користете некоја топла купка, е корисна, како што правиме за малите деца, не случајно ги бањаме пред спиење, ги воведуваме во сон, за да заспијат. Или им даваме топол напиток, како млеко. Не е тоа случајно или не е тоа некоја бабина традиција. Значи ние едноставно го смируваме организмот и го подготвуваме за сон. Тоа што е апликабилно за малите деца, апликабилно е и за нас возрастните. Треба да се опуштиме, дојдеме во ситуација во која што ќе може да заспиеме. Така, да. Мали едноставни работи кои многу може да ни помогнат за подобро, полесно да заспиеме и да имаме квалитетен и добар сон, за да можеме потоа следниот ден да го поминеме онака како што треба, во добра кондиција. Филип, ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Благодарам уште еднаш за поканата и убавиот разговор. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нас. На самиот крај од денешната визита само подсетување дека денеска со Филип Ачковски, магистер по фармација, топ-едукатор, зборувавме за несоницата, нарушувањето на сонот, проблемите со спиењето кои го имаат се поголем број луѓе, бидејќи на глобално ниво податоците покажуваат дека се повеќе луѓе страдаат од несоница. Не е болест, туку е синдром или симптом за некакво нарушување. Доколку трае долго време, не смееме да го занемаруваме, треба да му посветиме доволно внимание и навреме да побараме помош. На почеток можеме да почнеме со некои природни начини, менување на животниот стил, навиките во животот, за да си помогнеме да го преминираме сето тоа и да не дозволиме да го имаме проблемот со спиењето. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Нова визита имаме веќе во понеделник во истиот вам добро познат термин.